Ова е ново оделение кое што се става во функција и за кое што е многу значено тоа што на едно место ги дава сите услуги од сферата на кардиологијата за пациентите на кои што тоа им е потребно, односно на еден спрат се наоѓаат и амбулантите за дијагностика, што значи превенција, салата за ангиографија, односно третман, стентирање и болничкиот дел во кој што пациентите ќе се хоспитализираат. Со ставање во функција на ова ангиографска сала се дуплира капацитетот на оваа болница. Кардиолозите сега ќе работат целосно изолирано од радиолозите, со што се скратува времето на чекање, кое што беше потребно до сега и значено ќе се растерети и Универзитетската клиника за кардиологија, каде што навистина има голем број на вакви кардиолошки интервенции. Многу е битно тоа што значено се олеснува пристапот до оваа услуга. Луѓето кои што работат во сферата на финансите викаат time is money, кардиолозите викаат time is muscle, што значи дека треба многу брзо да се интервенира. Ние од страна на Министерството за здравство и понатаму континуитет значено го поддржуваме развојот на целокупниот здравствен систем. Во периодот кој што следи ќе продолжи интензивната работа на градба на испремање на постапката за новиот клинички центар, кој што ќе биде тип на зграда кој што ќе има интегрирана услуга, така како што има оваа болница, ова единствена болница која што била пред многу години градена специјално со таа намена, многу слично на зградата на ВМА во Белград, и заради тоа е тоа битно за да се олесни пристапот и нормално со тоа и квалитетот на здравствената услуга расте. Во периодот кој што следи ќе се навртам дополнително од досегашните близу 20 ќе се реновираат над 30 јавноздравствени установи, над 70-80% од пациентите кои што треба да примаат биолошка терапија на клиниките во Скопје ќе ги добијат над 30 нови молекули со новиот начин на набавка. Сите пациенти на кои што им беше потребен нов инсулин веќе го добија, стигнува и лекот Спинраза. За децата со спинална мускулна атрофија продолжуваме со големиот број на вработување, близу 5000 согласности се издадени од почетокот на 2018 година до сега. Практично на сите доктори и медицински сестри им беше понудено работно место со јавниот оглас кој што го објавивме пред неколку месеци, и во тек е спроведувањето и финализирањето на ослободувањето на аптеките од квотите на територијата на цела држава. Следниот месец продолжува во градовите во кои што започнавме во месецот септември. Сега се прават анализите за тоа какви се бројките, со детални информации со директорите на фондот ќе излеземе во периодот кој што следи од 1 октомври. Тоа ќе важи на територијата на целата држава. Благодарам.